Ракометниот клуб Радовиш ги започна подготовките за пролетниот дел од Суперлигата. Главната цел на клубот ќе биде да избори опстанок во Суперлигата. Радовиш е повратник во ракометната елита на Македонија, меѓутоа во тој есенски дел успеа само еднаш да ремизира против Бесинов и да освои еден бод. Главната цел, како што кажав, на ракометниот клуб ќе биде да го избори опстанокот во Суперлигата, бидејќи во минатото Радовиш важеше за стабилен суперлигаш повеќе од една деценија пред испаѓањето од Суперлигата минатата сезона. Преку тој бараш надпревари голот на Здравко Постолов од слободен удар во финишот на преварот во автокоманда, во тој бараш надпревар против Еврофрон Пелистар 2 избори опстанок и се врати во ракометната елита на Македонија. Во продолжение ќе проследиме разговорот со еден од тренерите на ракометниот клуб Радовиш, тоа е Спасе Георгиев, околу планот на подготовки, целите и пред се тие засилувања кои што веќе ги промовираше официјално клубот, а тоа се 3 интернационални засилувања и едно домашно засилување кое што всушност е од Прилеп и од ракометниот клуб Прилеп. И она што треба тука да го напоменеме дека клубот како главна цел, нели, како што кажав, ќе треба да има успешни подготовки пред се и подготовки со кои што ќе се подигне формата на едно повисоко ниво, бидејќи предизвикот ќе биде доста сериозен тоа да се избере опстанокот во Суперлигата. Во продолжение да го проследиме разговорот со Спасе Георгиев. Денес и официјално ги започнавте подготовките за пролетниот дел, во кој што главен предизвик е, нели, борбата за опстанок на ракометниот клуб Радовиш во Суперлигата. Како е веќе утврден планот за подготовките и како истиот ќе тече? Па добро, значи после, ајде да кажеме, една неуспешна прва полусезона во која РК Радовиш за жал е на последното место во Суперлигата. Од денес стартуваме подготовки за новиот дел, каде е утврден планот за тренинг, значи каде ќе се тренира по 2 пати дневно, значи така ќе биде до кај 21-22 јануари. Потоа ќе следуваат некои пријателски утакмици за пред се да се изброси формата на екипата, да се спремат самите играчи и со реновирање на спортската сала, значи како што гледаме, да се подобрат условите пред се за тренинг, каде и ние како тренери заедно со управата и играчки бараме подобри резултати и се надевам дека на крајот ќе остварим и нашата зацртана цел, тоа е опстанок во лигата. Ќе биде тежок предизвикот да се избори со оглед на фактот дека реално сега нели на повед носи 2 бодови, да. Ремито 1 поен, Пороз 0 поени, не е некоја голема разлика на табелата, пред се важен сегмент ќе биде тој плейаут, што кога зборуваме за играчкиот кадар. Има ли веќе клубот веќе промовираше 4 засилувања, 3 странски, едно домашно, може да очекуваме уште некое засилување и овие засилувања на кои позиции ќе се покријат? Па добро, значи по завршување на минатата полусезона, ние како тренери потеглевме некои потези, да кажам дека мора да се направи една реконструкција на екипата. Со тоа што моментално располагавме, значи видовме дека имаше и доста спретна околности, повредени играчи, немање сала за тренинзи, значи многу фактори влијае за тие резултати кои се постигнаа во таа полусезона. Од екипата на РК Радовиш, значи си заминаа 6 играчи, тоа се Филип Талески, Марко Стојанов, Виктор Марковиќ и други, дојдоа 4 играчи нови, значи пред се тројцата интернационалци десен бек, лев бек и пикер, и Томче Трајчевски кој дојде од екипата на Прилеп. Се работи на уште едно засилување кое се надеваме дека до утре ќе биде завршено и со тоа ќе направиме една екипа во која на секоја позиција имаме 2 квалитетни играчи, каде што секој играч во оваа екипа, како што ни е план на нас двајцата тренери, да игра и да помогне да се остварат резултатите. Кога е во прашање овој подготвителен период и тие пријателски надпревари, веќе истите претпоставам дека можеби се договорени. Па да, договорени се моментално само 2 пријателски утакмици кои ќе бидат во периодот од 25 и 28 јануари. Работиме на тоа да договориме најмалку уште 4-5, што мислиме дека ни биде потребно доста повеќе пријателски, затоа што ни е потребно игрување на екипата со оглед на тоа дека имаме доста нови играчи на кои ќе се потребни надпревари за да постигнеме едно ниво на игра која ние како тренери го посакуваме, каде сите ќе дадат својот максимум и ќе одиграат својата улога која ние ќе ја доделиме. И сега, со оглед на фактот дека минатата полусезона, односно стартот на летните подготовки беа малку подоцна поради некои турбуленции кои се случува во клубот,
сега од аспект и на финанси и тие турбуленции кои што претпоставам дека веќе конечно работите легна, дека веќе Радовиш чист влегува во овој пролетен дел. Па добро, значи ние уште пред почетокот на првенство се соочувавме со доста проблеми. Пред се, значи, ајде да кажеме, не го знаевме ни ростерот на екипата, не знаевме кои играчи ќе играт. Имавме проблеми со неисплатени плати. Сето тоа каснење на почеток на подготовки за тренинзи, мислам дека сето тоа влијаеше во голем дел на резултатите што се постигнати. Значи, ајде може да кажем дека изигравме една перфектна утакмица со екипата на Алкалуит, изигравме една добра утакмица со екипата на Вардар, каде до 48 минута беше само 4 разлика за Вардар. Има потенцијал во оваа екипа и ние мислам дека со добри кондициони припреми, добри пријателски утакмици пред се, максимално залагање на играчите како и наша за ангажираност, дека резултати ќе си дојдат сами, дека родовишката јавност ќе биде задоволна од тоа што ќе го гледа и дека и наредната сезона ќе гледа суперлигишки ракомет. Претпоставам дека ќе започнат тие двојни тренинг сесии веќе од следните денови, значи да имаме веќе ги почнуваме од утре, значи тие двојни тренинг сесии ќе траат се до 21 јануари. Постоја ќе видиме како ќе е состојбата, значи ќе по потреба ќе ги правиме пак, ако треба. Со оглед на фактот дека кажевме 3 странски засилувања и странски засилувања во наводници од други градови. Ракометниот клуб Радовиш како е застапен со младинските со играчи практично кои што потекнуваат од младинската школа на клубот? Па видите, значи за подигане квалитетот во самата екипа мора да има засилување, тоа е факт, така функционираат сите екипи. Јас можам да кажам дека во екипата на РК Радовиш моментално има 7 играчи кои потекнуваат од Радовиш и кои дел од нив се носители на самата игра, значи овде е капитенот Постолов, овде е десното крило Филип Тројанов, значи пикерот Ристи Атанасов, голманот Александар Ристов. Има деца, Костадин Ѓоргиев. Реално, значи, тоа што е во Радовиш ракометар е во клубот. Единствено може да кажам дека овде не е Јован Ѓоргиев, кој на мене ми е жал што не е со нас, меѓутоа поради неговите работни обврски тој не е во можност да биде доволно ангажиран и на тренинзи и на утакмици. Ние како клуб сегаш, мислам и како млади тренери кога дојдовме уште во април, даваме шанса на сите. Значи овде во РК Радовиш секој што е бил последниот период знае дека има шанса да игра и да се докаже. Сега, кој колку си ја заслужи таа шанса, колку ќе оправда, тоа е на него. Меѓутоа со фактот дека, ајде кажав, имаме 7 радовишки играчи, еве тројца странци од азискиот дел, имаме играчи од Струмица, имаме играчи од Тетово, и тоа се млади играчи кои пред се желни за игра и кои имаат нашата доверба како тренери и ние веруваме во нив дека ќе ги исполнат тие задачи што и се дадени и дека ќе си ја заслужат таа шанса да играат, па се надеваме дека ќе успеат и по големи клубови. Ова беше разговорот кој што го направивме со Спасе Ѓоргиев и околу како ќе течат подготовките, околу засилувањето, околу планот на одигрување тие пријателски надпревари, што всушност Радовиш ќе очекува, пред се и околу финансискиот дел на клубот и пред се околу тоа дека околу тие млади играчи кои што или играчи кои што се домашни овде од Радовиш, кои што потекнуваат од школата на ракометниот клуб. Радовиш Суперлигата или пролетниот дел од Суперлигата го отвора во Кавадарци против Тиквеш, со што веќе и ќе започне таа мисија во борбата за опстанок во ракометната Суперлига. Не заборавајте се претплатете на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите на новите случаи на македонскиот спорт.